Добар ден, почитувани колеги. Ја секуваме седницата за Комисија за мандатни прашања, избори и именување во Советот на општина Битола. Почитувани колеги советници, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, решение за именување членови во заедничката комисија за подготовка на предлог тактите за воспоставување на општинска соработка. Втора точка, решение за разрешување и именување на членови во партиципативното тело за урбанистичко планирање на општина Битола. Трета точка, решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на основното општинско училиште Елпида Караманди Битола. Четврта точка, решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица. И петта точка, решение за разрешување и именување на членови во јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Кој е за ваквиот дневен ред? 4 за. Бидејќи имаме кворум за работа и 4 за, одиме по точките на дневен ред. Прва точка од дневниот ред, решение за именување членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на меѓуопштинската соработка. Значи ова го врвевме вчера на комисијата за човекова средина, се работи за членови кои што ќе бидат од општинската администрација. Се предлага Стефанија Боцевска да биде член, а заменик член Андреј Гулабовски. Кој е за ваквиот предлог? 4 за. Одиме по втората точка. Решение за разрешување и именување на членови во партиципативното тело за урбанистичко планирање на општина Битола. Значи, решение за разрешување се разрешува Љубица Мигуловска, која што мандатот му заврши бидејќи си замина во пензија, исполнила старосна граница, и се предлага Снежана Бојаджиева Димовска. Кој е за предлогот Љубица Мигуловска нормално да биде разрешена? 4 за. Да биде назначена Снежана Бојаджиева Димовска. Кој е за? 4 за. Одиме понатаму. Имаме решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на основното општинско училиште Елпида Караманди. До нас како комисија имаме барање за именување на член. Основното училиште Елпида Караманди ви информира дека лицето Сашо Стаматов е именуван во член во училишниот одбор. Со решението на членот Сашо Стаматов му истекува мандатот на 7.2.2025 година. Значи, зборуваме за истечен мандат на лицето кое што било член во училишниот одбор на основното училиште Елпида Караманди. Кој е за разрешување на членот, бидејќи нормално и по функција? 4 за. Дали имате предлог некој? Повелете, колешке. Почитувам председателе, поради тоа што и на двата членови во Крсте Петков Мисирков и во Елпида Караманди училиштата се изминати мандатите на двајцата членови на училишниот одбор, ги предлагам истите членови да видат. Во Елпида Караманди Саша Стаматов, а во Крсте Петков Мисирков мислам дека беше Јован Ташевски, ако не се лажам претходно. Да. Значи за во двете училишта истото. Добро. Кој е за предлогот по однос на третата точка за именување на член на училишен одбор во основното училиште Елпида Караманди, Сашо Стаматов да биде член? 4 за. Одиме на четврта точка, решение за разрешување и именување на член на училишниот одбор во основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица. Добивме известување од училиштето во кое што општинското училиште ни известува дека Јован Ташевски, назначен во 2022 година, му помина мандатот и поднос колешката, значи кој е за да го разрешиме Јован Ташевски, нормално му изрече мандатот. Имаме 4 за и предлогот на колешката Јован Ташевски повторно да биде назначен за представник во Крсте Петков Мисирков. Имаме 4 за. Добро. Одиме на петата точка, решение за разрешување и именување на членови во јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Почитувани, значи имаме известување до нас како општина Битола дека треба да разрешиме, известуваме дека членови на установата Мајски цвет Горан Исков, Иванчо Тошевски, Наталија Соклевска треба да бидат разрешени. Горан Исков веќе го разрешиме на една од претходните комисии, Иванчо Тошевски
по службена должност, бидејќи стана директор на јавна институција, си поднесува оставка, и Наталија Сокревска, значи, исто така сака од своји причини да не биде се изјасни дека не сака повеќе биде член на управниот одбор. Затоа ја ставам точка на дневен ред, кој е за разрешување на овие тројца членови. 4 за. Дали имаме предлог на 3 членови? Може, председателе? Може. Да ве замолам дали ќе може ова на седница, затоа што ги немаме 3 имиња. Добро. Значи, записник, значи, 3 членови кои што треба да ги именуваме, ќе ги продолжиме на самата седница и ќе бидат именувани. Со тоа, дневниот ред е исцрпен и Комисијата за мандатни прашања е завршена. Ви благодарам за присуството.